Кратки најави за денешниот дневник. Масовно и свечено празнување на водици во Охрид, честниот крст во рацете на Никола Јакимовски. Четириесеттитригодишниот Дарко Пасковски најсреќен меѓу капачите во водите на Црндрим во Струга. Голем одзив на граѓаните на крводарителската акција на Црвен крст Охрид, што традиционално се организира за богојавление. Разни обичаи за водеци кај православните верници низ светот. НАТО ќе ја спроведе најголемата војна вежба по студената војна. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме умерено облачно време со слаби врнежи од дожд и повремени сончеви периоди. Максималната дневна температура изнесуваше 14 степени Целзиусови. Во сабота во најголем дел од Европа ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност и студено со температури кои што се под повеќе годишниот просек за овој период од годината. На Британските острови и на југ од Апенинскиот полуостров со врнежи од дожд, додека пак во Скандинавија, североисточна и југоисточна Европа со врнежи од снег. На Балканскиот полуостров утре умерено облачно, ветровито и студено време со сончеви периоди и со пад на температурата. Во Црна Гора, Албанија и Грција со врнежи од дожд, додека пак во Косово, Македонија, Бугарија и на југ од Србија со врнежи од снег. Максималните дневни температури ќе се движат од -1 до 13 степени. Во Македонија во сабота во утринските часови облачно време со врнежи од дожд, над 800 метри со врнежи од снег. Во предпладневните часови врнежите од дожд ќе преминуваат во врнежи од снег и до крајот на денот насекаде се очекуваат врнежи од снег, освен во крајните југоисточни предели каде што во поголем дел од денот врнежите ќе бидат од дожд, а во вечерните часови ќе преминуваат во врнежи од снег. Во текот на ноќта, сабота кон недела, врнежите од снег ќе продолжат. Ќе дува засилен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина и до 50 км на час. Максималните температури се очекуваат во утринските часови, кога ќе биде и најтопло со температури од 2 до 8 степени, додека пак во текот на денот температурите ќе бидат во опаѓање и најстудено ќе биде кон крајот на денот, кога температурите ќе се движат во интервал од -7 до 1 степен. Поради ниските температури во текот на ноќта, сабота кон недела можна е појава на голомразица. Во Охрид во сабота, во раните утрински часови, нестабилно време со врнежи од дожд и снег, кои што во предпладневните часови ќе преминуваат само во врнежи од снег. Ќе дува засилен североисточен ветер. Минималната температура од -1 степен, додека пак дневната ќе достигне до 7 степени. Во текот на ноќта, сабота кон недела, врнежите од снег ќе продолжат и ќе има услови за појава на голомразица. Во недела во Охрид, во раните утрински часови, врнежите од снег ќе престануваат и во текот на денот ќе имаме умерено облачно и студено време со сончеви периоди. Минималната температура од -5 степени, додека пак дневната до 4. Во понеделник и вторник, ледено утро со појава на умерен мраз и утринска температура од -6 степени. Во текот на денот, претежно сончево време со локална облачност и температура до 3, односно до 4 степени Целзиусови. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании.
Планината е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А мезарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од мар. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги и за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. 29-годишниот Никола Јакимовски го извади чесниот крст од осветените води на Охридското езеро. И годинава во Охрид масовно и свечено се одбележа големиот христијански празник Богојавление Водици со присуство на илјадници верници од градот, државава и гости од регионот. Никола Јакимовски е среќниот фаќач на чесниот крст во осветените води на Охридското езеро. Тој беше најсреќен меѓу неколку стотини капачи кои утрово на 8 степени Целзиусови температура на водата и воздухот влегоа во студените езерски води. 29-годишниот Никола кажа дека по крстот на Богојавление скока од својата 15-та година. Како секој капач кој се капи за крстот, имам желба да фатам. И ето ова година крстот ме посака мене. Секогаш е тешко да се капиш на ладни води, ама ете, желбата да се вати крстот е поголема него тешкотиите. Здравие, среќа, напор да ги прогрес во сите полиња, љубов, убајни, свадби, дечина и тоа е тоа. Традиционално фаќачот на крстот беше даруван со златен ланец со крст од владиката Дебарско-Кичевски господин Тимотеј, а градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков му подари осветена икона и крст изработен во филигран. Посакувам здравје, среќа и успех не само на фаќачот на крстот, туку буквално на сите охријани, на цела нација, и посакувам една просперитет на 2024, токму така како што наликува, не за друго, затоа што друга опција и друга татковина немаме. Покрај охриѓани меѓу капачите имаше и групи млади луѓе од други градови кои организирано дошле токму во Охрид да влезат во осветеното езеро за здравје, но и да си ја испробаат среќата да го фатат чесниот крст. Јас сум Буван Цапевски од Битола, втор пат се фрлам тука за крстот, му посакувам сите среќа, Бог се јави. Водата спрема лани беше потопла, бидејќи лани имаше многу брано и знае тој што скокаше тука. Пред сега правиме тоа за здравје, чисто за здравје и за среќа со верба во Бога. По едно 5-6 души се фрлавме за крстот, втора година.
чисто Охрид за здравје. Илјадници верници и годинава беа дел од најмасовната црковно-народна манифестација во земјава Богојавление Водици во Охрид. За седа помине во најдобар ред на копно и во вода, се грижеа бројни тимови на Црвен крст Охрид, нуркачките клубови од градот и тим од брзата помош. Све помина во најдобар ред, две помали интервенции на излекување на две деца кои што беа премрзнати и неколку интервенции на медицинските екипи од посекотини и ништо сериозно. Значи се помина во најдобар ред, дното е преконтролирано уште еднаш кој излегоа сите, така да немавме нешто посериозно. Благодарам на сите што достоинствено се однесува одговорно и што помина се во најдобар ред, барем со оние информации што ги имаме досега. Во склоп на верскиот дел од чествувањата, точно на Пладне на Сараиште се одржа и масовно крштевање во осветените езерски води. За бројните верници и гостите кои во Охрид го прославуваат големиот христијански празник, на плоштадот општината организира концерт на групата Next Time. Празнувањата на Водици продолжуваат и утре со денот на рибарите на празникот посветен на Свети Јован Крстител. Традиционалното капење на рибарите ќе се одржи на местноста Сараиште и годинава ќе се служи греана ракија и вино. Четврта среќа за 43 годишниот стружанец Дарко Пасковски. Тој денес по четврти пат го извади честниот крст од водите на реката Црндрим. И струга достоинствено го одбележа празникот Богојавление Водици. Йордан je krešajuću sjat Tebe, Gospodin, Trojičeskoje javi sjat poklonenije. 43 годишниот стружанец Дарко Пасковски по четврт пат го извади светиот крст од водите на реката Црндрим во Струга. Тој беше најсреќен меѓу стотиците капачи кои денес пливаа во ладните речни води. Осветувањето на водите во Струга и годинава беше масовно. Илјадници и верници беа распослани од двете страни на кеот на реката Црндрим. Стотина капачи скокаа од кеот и од Чершискиот мост. Меѓу нив имаше и деца и возрастни, но и девојки. Пасковски вели пресреќен што и годинава ја има честа светиот крст да биде токму кај него. Секоја година за Богојавление скокаме по крстот во светите води на реката Црндрим. Ево, овој ми е четврти пат како што го фаќам крстот. Слава на Бога. Да продолжи вака и другиве генерации да продолжи тоа традиција, крстот да влизи во секој дом, донеси света вода, да го освети домот. Се помолиме сите за здравје и за спасение. Дали ти донесе среќа? Да, од сите години си носеше по нешто. Да. Здравје пред се. Митрополитот Дибарско-Кичевски владиката Тимотеј ја предводеше богослужбата и во Струга. На честниот фаќач на крстот му даде благослов, но и подарок златен ланец со крст. Силата дејството е слегувањето на Светиот Дух да се помолиме на Господа, за да и се дарува благодат за избавување, Јорданово благословување, преку силата дејството и слегувањето на Светиот Дух да се помолиме на Господа, за да биде сатаната скоро уништен од нашите нозе и да биде разорена секаква лукава намера, противно насочена да се помолиме на Господа. Во градот на мостовите се уште се негува традицијата со кумство на Водици. Овогодинешниот кум Бошко Пуровски, кој дели ручек денес за сите, го дарува и среќниот фаќач на крстот. Над 100 хумани граѓани денеска даруваа крв на традиционалната крводарителска акција Водици 2024 во организација на Црвен крст Охрид. 13 граѓани за прв пат даруваа крв и станаа дел од големото хумано семејство на крводарители, велат од Црвениот крст. Акцијата се одржа под мотото "Една капка може да промени се" во Центарот за култура Григор Парличев. Голем број граѓани и гости кои присуствуваа на масовната прослава на Водици се одзваа на повикот на Црвениот крст и даруваа скапоцена течност која спасува животи. Организаторот со поддршка на Дебарско-Кичевската епархија им возврати со должно внимание и скромни подароци. Богојавление Водици денеска го слават православните верници низ светот според јулијанскиот календар.
Покрај светите литургии и ритуалот на осветување на водите со положување на честниот крст, кој е заеднички за сите православни верници низ светот кои го слават Богојавление водици според јулијанскиот календар, во различни земји имаат различни обичаи за чествување на овој празник. Во Русија, например, капењето на момчињата и девојките во ладната вода пред Богојавление е една од најатрактивните и најпопуларните традиции. Ниските температури и замрзнатите води на реките и езерата и годинава не ги поколебаа верниците да учествуваат на традиционалното богојавленско капење. Во Русија, секој верник прво се прекрстува 3 пати пред да влезе во осветената вода. И рускиот председател Владимир Путин традиционално и годинава се искапил во студената вода, им соопштил на новинарите портпаролот на Кремљ Дмитрий Песков. Во Србија, исто како и кај нас, водици се слави многу живописно. Годинава во Белград покрај граѓаните по Светиот крст плива и припадниците на војската, жандармеријата, воената академија и српскиот витешки ред Свибор. Осветувањето на водите на реката Нера пак е специфично бидејќи по Светиот крст се плива од две земји, од Србија и од Романија. Според верувањата, на овој ден на полноќ небото се отвара и тогаш секоја желба може да се исполни. Верниците меѓу себе го разменуваат поздравот Бог се јави, вистина се јави. Се верува дека осветената вода за Богојавление водици е лековита и чудотворна и може да се чува неограничено време. Во продолжение да ги погледнеме вестите од светот. Наредната недела НАТО ќе започне најголемата воена вежба од крајот на студената војна. Околу 90.000 војници ќе бидат дел од вежбата наречена Непоколеблив бранител 2024, што ќе трае до месец мај, објави главниот воен заповедник на Алијансата Крис Каволи. Во вежбата ќе учествуваат над 50 бродови, вклучувајќи носачи на авиони и разурнувачи, над 80 борбени авиони, хеликоптери и дронови и најмалку 1100 оклопни возила, од кои над 130 тенкови. Ке се тестира како во случај на голем конфликт, американските трупи би можеле да ги засилат своите европски сојузници на источното крило на Западната алијанса, од кои некои граничат со Русија. Во најавата на НАТО не се спомнува Русија, но таа претходно беше означена како најзначајна и најдиректна закана по безбедноста на земјите членки на НАТО алијансата. Најмалку 15 ученици и еден наставник се удавиле откако чамец со училишна група кои биле на екскурзија се превртел во езеро во Западна Индија. 11 деца се спасени, соопштиле властите. Според нив чамецот превезувал група од 27 ученици и 4 наставници, а капацитетот на чамецот бил само за 16 луѓе, поради што чамецот бил преполн и се превртел во езерото. Децата биле без спасувачки елеци. Индиските национални сили за одговор при катастрофи спроведуваат операција за пребарување на езерото за да ги пронајдат преостанатите деца. Северна Кореја соопшти дека тестирала подводен систем за нуклеарно оружје, подводен дрон на нуклеарен погон, како одговор на заедничките поморски вежби на Вашингтон, Сеул и Токио. Тоа не е нуклеарен дрон, туку подводно само експлодирачко беспилотно летало, изјавил воен аналитичар од Корејскиот форум за одбрана и безбедност со седиште во Сеул. Беспилотното летало е способно да предизвика радиоактивно цунами, соопштиле денеска севернокорејските државни медиуми. Предходно оваа недела Јужна Кореја, Соединетите Американски држави и Јапонија спроведоа заеднички поморски вежби во водите во близина на јужниот остров Џеџу, за кои, како што рекоа, се одговор на минатонеделното севернокорејско лансирање хиперсонична ракета. Ким Јонг Ун минатата недела побара промена на уставот на Северна Кореја, во кој Јужна Кореја би била означена како непријателска држава број 1 и со тоа би се ставил крај на посветеноста на Пјонг кон обединување на Корејскиот полуостров. Уставниот суд на Полска го запре процесот на ликвидација на јавните сервиси, телевизии, радија и новински агенции и го прогласи за незаконски. Новата влада на премиерот Доналд Туск за јавните сервиси тврди дека се пропагандни средства на претходната десно ориентирана влада на чело со партијата на правото и правдата. Министерството за култура на Полска во средината на декември соопшти дека е сменето раководството на државната телевизија и радио и новинската агенција ПАП. Полскиот министер за култура на 27 декември најави дека покренал постапка за ликвидација на државните медиумски агенции, откако председателот Анджеј Дуда стави вето на предлогот на новата влада за финансирање на јавните медиуми. Ситуацијата ја влошува постоечкиот спор помеѓу владата на Туск и приврзаниците и сојузниците на бившата владеачка партија, меѓу кои е и председателот Дуда, наведува Reuters. Почитувани гледачи, го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно!